Кирк Даглас, Мерлин Монро, Џон Вејн, Гери Купер, Ли Марвин, некогашните звезди на филмското платно, хриѓанецот Ѓоко Симјановски ги овековечи во портрети, за да потсети како што вели на златните времиња на Холивуд и на омилените актерски имиња. Овој влюбен во седмата уметност, избрал 32 популарни актери, кои во минатото ги полнеа киносалите. Што значи некаков си помен, би рекол, на сето она што тие го ставија за светот на филм. Да ги подсети повозрасните гледачи, љубители на филмот на некое давно минато време, кога филмот имаше сосема поинакво име. Денес филмот не е она што беше во неговите златни години. Денес филмот изгледа сосема поинако отколку кога нели го освојуваше светот. Сега филмот е кој филм ќе заработи најмногу пари во нула време. Све е во пари. Сега имате филмови кои што ако не заработи 200 милиони долари првата недела од прикажувањето, значи не успеа. Несловена како беше еднаш во Холивуд, изложбата представува соединување на љубовта на Симјановски кон сликањето и филмот. Зошто на овие портрети 16 актери и 16 актерки носат шешири? Се одлучив на тоа, бидејќи сите тие најпознати актери што биле во Холивуд, а и денеска, настапиле во вестерн филмови, како филмски жанр. А втората причина е заради тоа што меѓу нив има и актери кои што освоиле дури и награда Оскар за улоги кои што ги направиле во вестерн филмови. Женските ликови пак, многу од нив исто така настапиле во вестерн филмови. Интересно е да споменам дека меѓу овие 16, 8 се американки, а 8 се дојдени од други земји во светот. А идејата за вакво нешто се родила сосема случајно. Првиот од 32 портрети на кој работел неколку месеци бил со Кирк Даглас. После реков, ајде уште еден и потоа дојдов на идеја, реков, ајде нека биде вака една серија на портрети од тоа време, велики некој ќе се заинтересира. Со сликарство се занимавал најрана младост. Паметам дека некаде таму 56 година имаше еден филм со Станлио и Онлио, Летечките ѓаволи. И во киното Охридско езеро, во тој излог кај што ги рекламираа филмовите, беше залепен плакат, а јас и едно моје другарче, прво, второ одделение, толку години имавме и застанавме со Моливот и во тетратките ги прецртавме тие два ликови, Сталио и Онлио. Црта дела и со пастелни бои, а учесник е и на ликовни колонии. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.